Вака се, може да заклучиме дека JJ Редик добро се справува на кормилото на тимот од Лос Анџелес. Ова пошто не критикуваат стално дека со англицизми дека многу лабаво збориме, чисто да докажеме дека имаме и ние речник, него речникот таму е до камерата е речникот. Додека вака се Леле! Втора сезона, еде, со јако се почнува. Имаме мамата на тепихот. Ова е пенливо вино. Ова е не пени харда, бе, ова е веќе... Шампени. Ајде, живе. Ајде. Само вака иде, дечки, втора сезона се е. свија што го игнорираш успешно фактот дека тренерките лом ги напри. Добро, на шемпейн, како беше на Champion Shower, која прават цели да, само... не кукаат. Да, не кукаат. Издржуваат до крај. Ја го игнорирам фактот дека флуге им играма со вино, а не со фервекс. Да. Не можеш да раствориш фервекс со ова се тоа. Да. Еве не, дечки, да сумираме првата недела, првите 10 дена од новата, првата недела, тоа помина сезоната. Многу касниме, месец дена од прошлото видео. Ја чекав, моја кривица е, чекав Лейкерс малце да симнат 3-0 почињаат. За да не урлам тука. Да, не правам, викам подкаст сега вака. Ќе почекаме малце, еве го 3-2 си легнавме на брашното. Да. И имаше некои видеа на YouTube за JJ Редик дека почнал као Дарвин Хем да се понаша. Јако. Нешто AD се жалал на повреда и овој као него боли гајле си се свртал таму. Браво. Вика му спласна. Ајде хайпот. добро, кои се првите твои утисци за Лейкерс, еве така да почнеме? Со Лейкерс почнуваме одма. Ајде. Стана жешко во студиото на од клупа, драги гледачи, се раскомотивме, правевме Никле сега муавет. ќе ни даде една рецензија и негови утисци до сега за Лейкерс. Вака се, може да заклучиме дека JJ Редик добро се справува на кормилото на тимот од Лос Анџелес, дека пред се во нападот гледаме добри и значителни подобрувања во движењата на играчите и го отклучува капацитетот на Ентони Девис и Ова пошто не критикуваат стално дека со англицизми дека многу лабаво збориме, чисто да докажеме дека можеме. имаме и ние речник, него речникот таму е до камерата е речникот. Ја потпира камерата. Ја потпира камерата. Нишо брат, Лейкерс добро почна, 3-0, имаш изгледи за 4-0, ама две поред се клизнавме и многу ноншалантно изгледа против Кливленд. Дали ради тоа што дома на домашен терен игра Леброн и сина му. Синама Понгол од Ливерпул 2009. Не го знам. Ја за Рома бев. И син му пројде тоа, хајпот даде кош, сега може да иде у G-League да игра. Али ја за другото руки би се фокусирал поише која е Лейкерс упрашање. Далтон Кнект connects for 3 points, супер шутер, едини пюр шутер у нашата екипа. Зборам нашата. Инаку ни фали се уште еден барем расен шутер, да, пошто пак како рече ти се подоле на табелата која станува збор за тројки. Правевме доле се 25 се негде 24 у тројки. Да. Во мејкови. Математички мора да дадеш доволно тројки. Во денешната за кошарка мора останеш во игри. Не само тоа бе, брат, спейсинг. Значи немаат онакви дедли шутери према кој мора да имаш човек. Да бе, да. Не разбираш? Тоа е само еден. Од другиве може така полабаво да ги чуваш. Да. Дейвис игра супер 4 такмици преку 30 поена у просек има, беше Player of the Week. И сега се надеваме да се врати Вандербилт, малце одбраната да ја појачаат. И на почеток ми личеше дека оваа екипа може до 6-то место директно да иде у плейоф. Сега вака со климају две утакмици, малце сум скептичен, ама JJ секако им дава буст. Да. Он со неговиот тренерски и многу го фалат играчите пред се. Да. И не само на Лейкерс играчите, него и бивши играчи што имаат подкасти вака што кажуваат players coach. Добро, ние видовме дека он си ја знае работата. Да. Ама прво нешто пример е Деанджело Расел го фали, Деанджело Расел кул ми изгледа, разбираш. Мислам дека JJ прв на него му
му приде, слушај ти ќе бидеш битен, вака онака ќе го водиш нападот едно друго. Кој што лани Расел кога беше добар, беше стварно кул, ама имаше и многу моменти, многу дупки имаше. Доро до сега се нема истакнато Расел вака нешто поентерски. Ама ја не мислам дека поентерски он ќе треба да се истакнува. Знаеш да се улогата, да се даде топката таму кај што треба да се Доро, даде. он е веројатно вториот најдобар 3-point шутер у екипата. Сега покрај Далтон. И тоа е проблем. И тоа е проблем. Не е Ривс? Па мислам дека Дило е важи за подобар, брат. Океј, пак нели се враќаме на тоа, Леброн имаше лани кариер хај 40 кусур посто, ама 47%. не да не се ослањаш на Леброн сега тројките да ти ги Станува се поише шутер као што старее, нели? Да. Не знам до кога може да старее човекот, ќе видиме. Ги поместува границите на досега познатото. Да. Знаеш дека Леброн и Брони се number one scoring father и son duo. Такви вести ми искачаат, човек. Да, шала на страна, кои се вторите? Има Па Коби и Џо Брајант. да бе, кој ќе видиш. Да. Па они брат немаат комбинирано повеќе од Леброн? Па немаат Леброн, Коби има 34.000, Леброн веќе има 40, а Џо добро, Брајант Џо Джелибин па малку играл. Идеме Нема. понатаму. Ајде да ти го поставам ова прашање како на подкастот што го слушав. А на кој подкаст ти Бил го Симонс кажуваш цело и време? Кирк Голдсбери. Кажи им да чујат и гледачите. Да, Бил И Симонс. Кирк почна подкасти да прави? Не, гостин е он. Гостин. Кај Бил Симонс. И збореа за која екипа вика повеќе те загрижува, Милвоки со слабиот старт 1-4 или Денвер со 2-2, кој пата можеше да биде 0-4. Да, две у продолжение. Два пати се спасуваат, изнудуваат Гости. продолжение. Јокич иде God mode. hero mode. Somber mode. Со... Бурек мode иде, Да. Јокич ги по 40 коша дава. Ке почнат да зборат сега дека стат падинг дека прави. Нема врска. Милвоки поише ме загрижуваат, брат, ти кажав, затоа што ако лани беше прашањето дали Лилард и Јанис немале доволно време да се играат, веќе им понестанува време вака за да се уиграат и да почнат да го исполнуваат потенцијалот што се замислуваше за таа екипа. Според мене ти кажав Мидлтон ми фали како дополнителна скоринг опција, али одбраната им е од една од подобрите во една од полошите во лигата после свичот Джру за Лилард. Па добро, не знам само дали тој свич беше, ја мислам дека има врска и Буденхолзер од која си отиде. Убав тренер. Да, они беа прва одбрана и од прва сега дојдоа кроз сезоните малце по малце, лани 19-ти, сега се 25-ти. Абе, Губат од Чикаго, од распуцавачка екипа кај што не се знае кој е кој, Лавин остана само. Губат од Бруклин. Соби Уајт, Да. Джош Гиди. Губат од Бруклин, екипа во ребилд, кај што аплаба таму се испробуваат сега тактики Да. и стратегии Кем слично. Томас главен играч. Да. Така да, не знам, оваа одбрана на Милвоки не може апсолутно ништо посериозно Би да... сакал на еден ден да го имам филингот на Кем Томас. Пошто он е ултимейт распуцавач, шутира преку секого, секаде, у секој момент. Па заради тој филинг ја каналот Хитче го крстив. Најубав филинг е тоа кој ти влеза 2 и после фрлаш. Мене само две ми имаат влезено, поише не, затоа не го знам. Јас две ми е рекордот. Освен Мора- на слободни. Мора да пробуваш. Да, Освен на си дедли. слободни. Абе, не поразен беше на слободни? Еј, не бе, не. Имав порази како. Има таму на Инстаграм профилот стат све по сезона, од кој јам победено, со кој јам изгубено. Добро, па што јас сум као Весбрук на Ама слободни. добро сега. Им попуштав Да. на одредени На кости. некој. Да. Со протекции беа. Добро, а за Денвер? Денвер, ја ќе ти кажав дека Милвоки и Денвер некако иста грешка направија откако освоија. Милвоки, например, освои 21, 22 беа повредени, Јанис и Мидлтон цело време, ама Јанис нели ја пропушти, и 23-та ја растурија екипата. Значи една беа повредени и одма другата го дадоа Джру за Лилард, го отпуштија тренерот
не почекаа повторно да состават шампионската екипа и да пробаат да се Добро, да испушти направат една репит. година, ама добро. 21 зимаат они. Значи 22, 23, 24 имаш. Па една И сега изгубија како беше, Абе, Мајами ги испардаше еднашка. Мада, да, беше... ама се мачаа со повреди, Повреден. двете сезони се мачаа со повреди. Да. Една Јанис не играше, прошлата не игра, ама добро, прошлата веќе беше направен трейдот. И претходните две се мачаа со повреди. Те со Мидлтон, те со Јанис. Сакам да кажам, пак шампионската екипа не беа целосна здрава екипа за да одат пак Голем да фактор атакуваат од на... ова, ти што викаш, е растурија екипата. Они кога го направија трейдот за Лилард, ја мислев дека они може да се Они такмичат даде, за они титула. мислеа апгрейд дека прават. Ама Лилард искача дека он си има откажано, не игра одбрана, не може да игра одбрана. Не може да чува никој испред не него. може да чува. И сега, они тргна топ 10-15 дефанзивец во Джру Холидеј, особено на периметар. Лилард сега не чува никој. Периметарската одбрана има катастрофална линија. Ја што го гледам Лопес, да знаеш дека Лопес и на овие години веќе постаре, ама многу јака работа им врши. Ако не е Лопес, они ќе беа последна екипа во лигата во одбрана, брат. Могуче. Не си свесен. Па на И- него останува само, да, он кој ќе влезат да ги сачека, да одбрани што може да одбрани. Со Ама Јанис пак ти викам, заедно. им дава добар придонес. Да отиде во посериозна екипа, многу ќе појача некој. Како и да е, зборевме ја и ти дека на подкастов слушнав, има некој руморс, некои гласини дека Јанис е пак незадоволен. И со он- право. Нели бараше трейд или донесете ми играчи Засилување, или ќе му си одам, донесоа. му донесоа. А сега испадна дека не било ништо тоа. Што викаш ти, ај лани не беа уиграни, ама сега Уназадување. мал блока реклами, драги гледачи. Се враќаме по рекламите. Еве се враќаме, драги гледачи, управо. Подкаст со пречки, еве. Па не, добив позив баш од GM-от на Милвоки. Он ги негира сите тие барања за трейд на Јанис, ама Јанис ќе се пензионира како бак, да, вика. нормално ја ќе го кажев тоа ако бев GM-от на Милвоки, разбираш. Ама идеме понатаму, факт е дека екипата ете, он што мислеше дека појачање дека ќе биде за да остане, испадна дека не е ништо. Дека не е појачање, Да. дека е даунгрейд. Да. Денвер се поинтересни за мене. Затоа што Денвер беше да докажам што Ајде. почнав со грешката слична што ја направија и Денвер освоја, а испуштија година по година двајца клучни играчи од титулата, у Брус Браун и у KCP лани. И сега со Расел Весбрук, буквално да се прашува човек што мислеа. На една утакмица од 4 му фати шутчето, дае 22 коша, на другите беше очаен. Го оставаат сите да шутира од кај сака, колку сака. Едноставно не може да убоде волшо, викаат македонските кошаркарски тренери. И Јокич Hero Mode, колку може, пак со овој климав старт Абе, не ги Јокич гледам има- дека ќе бидат контендери. Јокич има MVP старт ова. Да. Најдобри бројки има. Ова може најдобро Најдобри има старт да му е. 37-8, има 2-13 скока, има 7-8 асистенции. 7 тројки даде, Луди. изгубија. Да. Тука гледаш дека, гледај. Нај жртвеното јагне, скейпгоутот ќе биде Весбрук. Ете го зема, Весбрук ништо не направи. Кај ќе оди ги... За мене, како се вика, GM-от тие што им се фронт офис луѓето, многу голема кривица имаат, го испуштија KCP, кој што беше 3&D, многу клучна карика, ќе ги видиш поените, он нема некој 10 поена дали Да. има, ама многу клучна карика, не само за колку тројки ќе даде и на кој процент, Даде опасноста. него опасноста. Оноа, Мора да знаеш стои, да. гравитација што е. Кари кога е на терен, сите луѓе околу него се гравитираат околу него, ги влече према него. Така е, не до таа, нели, нормално мерка, ама човек треба Мора да има до човек, KCP. Да. А сега Кристијан Браун и не знам кој е таму, Пейтон Вотсон, едно друго, Не они може и со процентите да се тука негде, ама кај одбраната, кај противничката одбрана не влева страв тоа. Они се задоволни со тоа да
Нека ги дае подоставиме 2-3 ние, тројки, да. да, ќе помагаме на Јокич, ќе помагаме на Мареј, уште од лани при крајот не е свој. Факт е дека Само не на е клучни свој. утакмици се појавува инаку да, не Значи е он свој. он дава клучни поени, Да. ама бројчано некако не ми е паѓа, тоа. Паѓа, паднате многу. И за И мене процентуално е многу паднат. играч кога така одеднаш ќе склизне, за мене тоа е нешто, има некоја повреда што Што го мачи подолго. па го брат. Значи он е Пошто он нели се шотмейкер. врати од Он е- ACL и беше супер. Да, тоа е башка. Што тоа ме чуди уствари. И- ACL е таква или тешка имаше повреда, топ он беше сезона, супер, да. И после година и пол, две од таа повреда он. Ама шотмейкер и пенетратор од негов калибар, брат. Сега да се мачи вака, А во прајмот треба да е во прајмот. а е во прајмот одеднашка да почне да клиза, не знам како да Несвојствено ти е, кажам, да. несвојствено е. Као Картер. Добро, Картер повеќе сезони е, не беше кроз една сезона, ова е апла одеднаш. Тоа ми е на мене како, ете, Ајверсон ја губи брзината и сега не може да помине никој. Да, у Детройт кога И отиде Ајверсон толку. од одма склизна, сваќаш. Исто и Кармело. Ама Мареј, пак ќе кажам, кога не е Чудно. не е стар, да речеш. Како падна толку. И сега, најдеш. он не е дали, свој. дали може некој сламп сега што ќе помине. Ама што ќе помине, он имаше Ама летоска катастрофално лето имаше. Да, и плейофот, освен со Лейкерс на пример, он само со Лейкерс сака да игра. Против другите, против Минесота беше пример Тапа, летото против Канада беше no show скроз. Со Канада. Со Канада беше no show на Олимпијада. Тоа ми беше мене најсимптоматично ствари. Да. Го очекуваш ти да е втора звезда позади Шеј, он е епизоден играч, осми таму влага од клупа Не бе, по, ништо, да. по 6 минути. И ете, пример, тоа не им оди во прилог, Портер Джуниор нема добар старт, Нема добар старт. некако До кај него ќе речеш, фризурата е кај него. кај него ќе речеш шутер е, ќе има горе доле, ама еве сега на стартов и се уклопи некако, све се собра да они Само Јокич е на она што само викаат Јокич е на ниво. вистина на задатокот. Да. И Гордон може. Он не може да игра не знам, у таа екипа не може он да биде Слава Карика, мислам дека. Он има некоја улога што му е јасна и што не му треба на него шут, не му треба. Да, Он го има големото тело, солиден дефанзивец, во системот со Јокич секогаш ќе доаѓа до поените Да. и е стабилен. ама оваа екипа не може да си дозволи да биде 24-та по дадени тројки. Да. И Јокич сам Тоа е каже многу уствари, доле, да. Јокич све кажа. Ние немаме шутери у оваа екипа, Немаат. освен Майкл Портер Да. и Джамал. Да. А и А еве двајцата ги- на стартот да. се у сламп, Да. разбираш? Страглаат. Страглаат. И сега тоа автоматски искаче дека немаме ни еден шутер Немаме ни ние еден сега овие шутер. 5 утакмици. И сега во таква една ситуација, па типа Весбрук го додаваш уште, Да ги дотепаш скроз процентите. во оваа ситуација ни Гордон не е продуктивен, затоа што ти Да. си окей си ти да го Го оставиш него смалуваат просторот, скроз, да. апла се смалува простора. И затоа тука ќе кажам пак тоа што го испуштија KCP бројчано малку делува, ама еве во фактичката ситуација Таде искаче поените голема ќе се работа. надополнат од друга страна, ама Да. различен Спейсингот различна уствари. играта. И еве, они се моментално истрекни со 2-2 што се. Не знам. На кој сакаш да идеме дале? Сакам да кажам Денвер, пошто гледаме дека не се веќе шампионската екипа што беа и дека нема да бидат контендери оваа сезона. И со слабиот старт на Минесота и на и они малце се ослабија од лани. Може со Минесота да се продолжи, да. И речи ги Далас исто имаат климав старт. Го гледаме Лука и он као што рече ти се мачи со повреди, некако личи дека се мачи, не е она 100% не е цело време здрав. Чудно е тоа кај него. OKC на пример делуваат коска екипа и со појачувањата Харденстен уште им нема зиграно, а они се 4-0 со Кливленд едини непоразени и делуваат као најдобар
најдобар тим на запад моментално. Страотна одбрана. Страф и трепет за цела лига. Таа одбрана, мислам сега се далеку се први И мислам во дека лигата во одбрана. као тим, као екипа, вака хемијата им е на највисоко можно ниво. Да. После утакмица сите заедно прават постгейм Да. интервјуа. И Не прават еден по еден. Дреймонд Аха, тоа го немам чуен. селјак. Значи, не делувале они сериозно, не влевале страф така Дека кога ќе така се се наределе, заебаваат, кога ќе се да. заебавале на крај. Мислам, му учука бокс на тимејтот, не збори како овие се сега добри. Да. Разбираш, како добро се слагаат. Да, немој да ти да збориш, да. Не можеш ти да збориш. И ама друг муабет е тоа, феноменален фит на оваа екипа. Како уште кога ги зема летово појачувањата, се виде на што таргетираат, одбраната сакаат да име коска и така испадна е. Сега видели со Клиперс со пикот што може да се деси. Клиперс ако има лоша сезона, имаат пик свап со Оклахома, може па да земе лотари пик на Клиперс. Страшно. Ако паднат Клиперс, не знам, на топ на најдолни Да, 10, протекција има, да, Да. топ 10 protection или нешто да, така. топ 10 пикови, овие може да го земат. А известно е дека и Клиперс ќе биде така. Нив ги гледав два пати, брат, многу јака борба покажуваат. Свака част, ама екипата е таа што е, мислам, распаре. Тука, Они за 10-то место ќе се борат сезона. да, не очекувам ништо од нив, ама јака игра покажуваат. Очекуваме Рокетс Харден цела сезона да биде Да. и овој очекувам да изблика. Тебе ти е симпатичен Шутеров, Норман Пауел. Па добро, ама Норман Паул сега и има веќе многу јаки утакмици. Па тоа очекувам да има најака, да речам, поентерска сезона у кариерата. Она. Зверка е, стварно е добар. И Зубац има многу добар старт Да. ко за него. И све блиски утакмици играат. Тука се Да. цело време. Минесота, брат, 2-2 моментално, со тоа што колку што го критикувам Джулиус, моментално има добар старт. Ама Погаѓа. да, целата игра ми е мене килава на Минесота и ти кажав, мислам дека него имаат отклучено и нема да можат да го отклучат Ди Винчензо. Он играше топ лани у Њујорк затоа што беше таа брза кошарка што на него му одговара, многу трчање, транзиции и да не е транзиција халф кортот, имаше движење во пола терен кога се игра на наместен напад и голем дел од тоа што се гуши нападот е Рендал. И јас за тоа бев среќен што трейдот се Тараси. да, што помина трейдот, никој да не земе, а само Рендал да се тргнеше, да За нема кеш, гушење. за кеш. Да. И имаше он две утакмици, имаше стварно јаки ги попари, Сабонис го попари. Да. Ама не знам, еве се гледа и одбраната он поспоре и не е толку, не знам како да кажам. Абе не знам дали е поспор. Ориентиран, па не е одбранбено ориентиран. Можда. Он е у напад има многу добар прв чекор, ама и Кармело имаше добар прв чекор, у одбрана сталка. Разбираш? Ја мислам у Минесота дека оваа година скрос ќе биде годината на енд и дека ќе отидат далеку колку што он ќе ги однесе. Па сега далеку колку он што ќе ги однесе. Дека Рендал нема да дае придонес како што дали не знам што мислеа Минесота. Буквално растурија шампионска екипа, можда не оваа, ама и будуча шампионска екипа они растурија. Не бе, не, ако бев Минесота истата екипа и само бараме едно парче тука. Мало, ситно. Мало. Штрафче Да. во машинеријата, Да. се подмачка. Тоа фалеше ке нив. Што мисле, а они јас стварно не знам. Они ја ебаа хемијата, ја ебаа работата. И као сега слушам некои изјави едно друго, сите му викаат не треба ти да фитнуваш околу нас, биди си свој едно друго. Си викам ако си биде Џулиус Рендал свој. Ја баш напротив мислам дека на нас Рид треба да му се даде многу поголема минутажа и онака и да ги изедначам ја би со Рендал во минутажа. Да. Па нека се бори за местото, да видиме кој ќе биде поефикасен за екипава, не ти биди си свој. Абе добро, ништо чудно и да се блиску со минутажата. Сега ја немам тука одма на лагер,
ама да, во секој случај за Назрид не треба да му убедуваш многу. Добро, може некај За Клејскиот дали треба да те убедувам? Синоќа 2 од 9. И они почнаа добро, па склизнаа на 2. Јас за Клејскиот сум спремен дека ќе биде така. Дека горе-доле ќе биде Дека горе цела доле ќе сезона. биде цело време. Ама нели оваа сезона очекувавме враќање на голема врата од аспект дека Ќе има лесни ќе биде многу полесно за него. Се надевам ја на таква Ја знаеш што работа, мислам ама дека сум ќе спремен. биде подобро затоа што сега на старт некако мислам дека и Кит, а и Кајри и Лука му форсираат на него. Сакам да кажам пасови му форсираат за да влезе у некој ритам, као дека го форсираат со сила да пуца. И мислам дека кога ќе видат дека тоа не работи, дека понатака у сезоната ќе биде поефикасен, ама на помал волјум. Добро, интересно. Пошто веројатно не е веќе спремен за хај волјум. Скоро е да биде. Да. Не, добро, у секој случај тоа. Не сум сигурен дали се слагам со ова дека го форсираат, пошто мислам дека ја баш кредит му давам на Кајри, го гледав многу, некако има осет на сите да ја дистрибуира топката. Гледам и ово им погоди 2-3 шутчиња, како се викаше, Квинтон Грајмс. Да, и викам као браво, кул за Кајри, знае да ја дистрибуира топката убаво за сите да имаат осет, да имаат ритам. Са за Клеј, пак ти викам, Клеј од аспект на спейсинг и да не погоди ќе им помогне на нив. Пошто еден на еден играчи се секако и Кајри и Лука. Да, ќе имаат повеќе простор. Да не ми праќаат дабл тим со ониот тој човек, да трча на кај мене, двајца да ми прават блицови. Нема да можат, затоа што Клеј ќе остане тука. Само тоа да го имам на терен, на мене ми е доволно, да бидам искрен. Да, не би сакал да имам такви варијации со кој сгази. Па првата сгази он уствари. Опенингот. 6 од 8 ли имаше? Да, ги попари во првата. 6. Сега еве. Сега 2 од 9. 2 од 9 ќе има такви. Фановите од клупа ме искара за гледачите на Instagram ставив стори за Лука геймвинерот. Добро. Дагерот против Минесота. Добро. Не беше геймвинер. И има пишано неколку дека демек шо го ставате кога за малце ќе ја заебеш утакмицата ќе изгубеше. Едино овој шут го погоди, други цела утакмица беше тапа. Дека форсираше. Не беше така бе, последната четвртина. Последната четвртина дај неколку битни коша, да. Ама освен што се мачи и делува килаво, пак го гледам со суди, многу ангажиран. Ама тоа му е у ДНК-та на него. Ја не сум сигурен дали може така да се смени. Ко Джаморант, еве бев еден викенд бев на советување и сега сум нов човек. Не ме заебае, брат. Да. Така да ајде со судите, тоа окей. Ја ти кажав, мене ми смета ова што он на секоја утакмица куцка, повреден, гримаси некој прави. Па све тоа влие. Секоја сезона е. Да. Секоја сезона и цело време викаме као абе еве, па не беше баш свој, па беше повреден, па ако беше здрав ќе ги изгазеше. Проблематично е малце. Пошто ете и за Кавај се збори така, и за Пол Джордж се збори така, и ете, никад нема шампионска. Добро, он игра преку повреди игра. Он колку не имаше спорам таму ја, листа на плейофот, ама имаше доле кајронче 10 повреди, Лука со што се мачи моментов, а он дава вечерта 30. Човече го допре, а сега виде колку беше тој допир од што се повреди. Кој? Со Минесота. Лука? Да. Не. Многу беше, допир беше некако, не знам. Почна да куцка. Абе и која има безконтактни повреди, еден тон. Да. Ете го, Стеф падна со повреда. Банкеро, што туку имаше партија на кариерата. Штета. И он out indefinitely. А баш делува како да сваќа работи, како скорингот да скроз breakout season кој да ќе има, да си го направи. Да.
Ја Затоа што- очекував All-Star онака у високи 20 да има просек сезонава и Орландо лани беа топ уште појаки дека ќе бидат сезонава. Сега на старт ваква повреда. Добро, оваа повреда не е некоја што посем тоа ќе влијае дали на Добро, ама шут, ќе дали пропушти. на брзина. Не се сега ципал, да, не се ќе ципал пропушти. 2 може да пропушти. Да, тоа е само лошото. А Орландо и стварно убаво почна. Не знам рекордот колку е, сега ќе го видиме, ама ја ја гледав одбраната пак И има они топ 5, одбраната се коска, да. 3-2 Да. Супер. Со тоа што изгубија тесна со Чикаго Да, со Интересна таа дешавка тројката беше. на 0,1. на 0-1 даде за продолжение, ама не му ја важеа, пошто и не треба. 0,3, Банкено. да, има правило за дека е минимум. Да. Ама штета стварно. Сега колку ќе можат да издржат, ја мислам дека Без него ќе да, паднат, ќе паднат баги. ќе паднат. И покрај И тоа после што треба да се враќаат. и со него и без него одбраната е коска, скорингот они А и Вагнер не игра сега. М. И он е малце нешто повреден. ќе склизнат за жал. Добра, ајде на Кливленд малце на друга страна, светли теми. Свака час за Кливленд. 5-0. Ги здробија Лейкерс. Се кажувам поштено, ги здробија. 20 разлика, цела, wire to wire. Тоа што правевме муавет изгледа како да овие двајца бигмени, Ален и Мобли, играат одлично еден со друг, коегзистираат добро. Ама и за нив не личеше дека може да коегзистираат, ни за Гарланд и за Мичел ја мислев дека не може да екзистираат. Абе знаеш, И Гарланд и двајцата Мичел, се ниски бекови што Да. имаат слична игра, да речем. да. Мада кај нив добро, нападот и така, ама и одбраната знае да, биде проблем. Да. Ете А- Лука ќе им дојде и шо ќе прават? Кај овие бигмениве некако истиот играч се. Двајцата си истиот играч. Па не би Знаеш, рекол, друго е бигмен ти- Мобли е мидрейндж шутер баш, а овој Ама не. не стреча ни едниот ни другиот, само Не, да ти не кажам. стреча, да. Друго беа Кат и Гобер, затоа што Да. Кат игра надвор. Да. И знае да влезе, Еви да Рендал игра претрча. надвор се. У овие први утакмици игра надвор, да, ќе видиме Да. колку ќе му трае шутчето. Пак тоа што го кажавме дека Мичел е underrated фацилитатор, Пасер, да. оноа пасер. Ги наоѓа и стига топката до прав човек. И сега добро, имаш и Гарланд, има и Него Гарланд, лани го јак почеток. критикувавме дека себичи, дека премногу се ослања на брзи тројки. Тоа беше на почеток на сезона. Да. Само што го направивме видеото, Кливленд отидоа на не ти текнува лани имаа Ми некој текнува, да. над 10 Победи поред. поред. Прегазија, можда беше близко до 20 поред, брат. И тука ја гледам дека они се убава, многу убава регуларна сезона екипа. А изгуби од слично- Орландо Нешто слично, у плейоф. да. Ги ставам како што беа Атланта. Знаеш, што ги прегази Леброн. Да. Ама знам дека секоја сезона си држат, нивото си го држат на Епа, 80%. Кој е next степот за нив? Уште една звезда? Абе не уште една звезда него ли. Ја пак мислам дека Со Мичел може ли титула онака да освои сега некоја за екипа? титула. Не може. Не зезај. Далеку се примерот титула. Еве регулар сезон супер екипа. И која е сатисфакцијата на крајот? Колку сезони такви се доволни? Скорерско крило за нив. Крило им фали. За нив, пример, да беше Пол Џорџ да отидеш Карис у Лев Кливленд, Вериме. ќе беа доста интересна екипа. Да, Еве, да, PG отиду у Фили, така? да, Они моментално кубурат со Леверти со Дин Вейт на крило. да. Дин Вейт. Тоа е Джинджерот. доста лоша крилна позиција ето. Да, меѓу полошите. Да го пример да земеш таков играч па да збориш што можеме да направиме. Вака Добра, како што па е тоа ти викам екипата. суперстар, уште една звезда. Па да. И сега така како ќе го сведеш, многу дело едноставно 4 екипи можеш само така за шампионска титула. Па еве, едноставно, ама зависи како Лилард во Милвоки требаше да биде тоа парче, испадна дека не е. Да. Испадна дека на нив и поише парчиња им треба. Не, добро, не дека им требаат поише парчиња, ама Карузо да е позади Лилард, да, ќе бидат супер. па се супер. Ќе се појача одбраната во секој случај. Ќе се попуни некоја дупка. Да.
Али доста изненадување има на стартов на сезонава секако. Како Кливленд е добро Абе види, мене не изненадување. ми се изненадување. Ја судам 10 до 15 утакмици. Добро, рано е. Сега сега, не можам ще е сега, многу рано. што да ти кажам. Рано е. Ама Само сакаме помалце повреди да има. Стеф повреден, Банкеро А повреден, без Стеф, пример, Лонзо пак овие аут. си победуваат утакмици. Бади Хилт извонреден старт. Ама еднава, последнава. А без Без на Стеф. сите две поред ги тепаа Пеликанс. И првата не играше Стеф. Таа што ја работевме и уште една утре да, дента да. бек ту бек ги тепаа Пеликанс. Тачно, И на двете имаше Бади преку 20. точно. Бади има просек преку 20 на овие 4-5 утакмици. Бади И решета колку му беше тројки. тројките? 50 и 50 кусур пост. кусур посто, не знам синојка како да не Сулудо. си го расипал Сулудо. процентот. Иначе Бади моментално решета Клеј во последните 3 Да, сезони нема ни не, близко не им, да. има дадено до ова. Ама еве пак 5 утакмици се. А еден сегмент со интересни рекорди годинава што ќе ги срушат одредени играчи. Ајде. Дека пример Джеймс Харден му требаат уште само 20 тројки за да го помине Реј Ален на второ место all time Кој би за рекол? тројки и уште 27 за да влезе во 3000 клуб со Стеф Кари, на пример. Само они Стеф Кари по 3000. Само они Стеф Кари. Кој би рекол? Джеймс Харден е вториот што ќе влезе у 3000 плюс тројки клубот. Стварно некако тивко полека дојде. Да. Као Не, од никад не би ненадеж. помислил. Да. Мада не би помислил ни дека Джейсон Тери е при врвот, ни дека У топ 10 е, да. Да. Има некои интересни играчи така. Клей Томсон исто, ќе го помине Реджи Милер, на пример, оваа сезона. Него му требаат уште 60 тројки за да го помине. А уште поизненадувачки и Леброн дека може да го помине Реджи со уште 140 тројки сезонава. Се он лани дал 149 во цела сезона, а сега веќе сме 5 утакмици Тешко. инсайд. Треба Лебронскиот пак да шутира као лани, 47% и да има добар волјум. Треба да има повеќе, 151 тројка треба да има сега, ако не се лажам. Така нешто рачунавме. Да, 151, Значи, веќе појако треба да веќе пуца има од лани. 11 даено, му требаат уште 140. Али на 5 утакмици, значи по 2 тројки дава, што ако дава по 2, нека нема да го стигне рекорд. Значи треба ремп ап да направи. CP3 на пример сезонава има веќе има 40 асистенции у 5 утакмици, а му фалат уште 158 за да го пројде Джейсон Кит на втор all time по асистенции. Добро, ќе го пројде со Вемби. Да, со Вемби видовме кај да му фрли дека е асистенција. Збори се ти. Да. Кевин Дурант ќе стигне до 30. Шрапнело да го земам. Кевин Дурант ќе стигне до 30.000 поени драги гледачи оваа сезона и ќе биде само 8-миот играч во NBA историја што ќе го направи тоа. Му требаат уште околу 1000 поени во до крај на сезоната, што мислам дека лесно ќе ги постигне. И тука го кажавме во рилот за на хитчек уште Руди Гобер дека има историска шанса да постане првиот во историјата со 5 дефанзивен играч на годината награди ако ја освои уште еднаш во Мислам кариерата. дека они да заслужи сега веќе Нема нема да му да ја се дадат. осмелат, никој нема да се осмели да му Да остаат пред Бен Валас и Да, кој таму други се. да. Со по 4. Добро, Ентони Девис оваа година претендира да биде Defensive Player of the Year. Јак старт Да. во секој случај. Ама дефанзивен играч на годината во екипа 23-та на одбрана. 23-та одбрана тешко. Тешко. Да, ќе му ја дадат на Чет Холмгрен, онака. Ајде на игрица за крај. И ајде, ајде. Не сме изненадиле со игрица, вака да отвориме. Да. Фаќаш, не спремен вака. Не спремен те Драги вака, гледачи. гледачи. Ајде да го провериме твоето знаење вака за олд скул екипи, што се перчиш дека многу знаеш. Кажи ми прва петорка на Портланд Трейл Блейзерс, Да бестим легендарните. една од најдобрите што нема освоено. Да. Ништо, Деймон Стадемар, Майти Маус, Скоти Пипен, Стив Смит, Човек. Рашид Валас
и Арвида Сабонис. И Пушка. шести играч, Мисли дека така ќе се Шести понавија. Бонзи играч. Велс. седми играч. 19 играч. Чекај бе, некој мора да ми текне уште некој. Мене на еден ми текнува Брайан Грент Брайан беше тамо. Грент со суканици. Да. Ете ти 7. Добро, а и конкуренцијата нивна лесни ќе бидат овие Сакраменто Кингс. Немојте вака со вакви екипи да ме гаѓате во срце. Ај пред Биби кажи ми ја екипата. Таа е тешка екипа. 2001 Не или ги пратам 2002. тогаш, ама Како тогаш бе? е добро. Джейсон Вилиамс, Педжа, Дивац, Корлис Вилиамсон, кој има таму уште еден? Тука е Кнап, знаеш дека овој игра Бери, Брент Бери? не Брент Бери, Џон Бери. Еј, Џон Бери. Келјав еден со гоути игра. Да бе, ама тој не ли е стар многу за таа екипа да игра, уште? Не е толку стар? Не. Ти го мешаш со Рик Бери, кој што има татко можда. Шутираше слободни вака. Да, Рик Бери е тој легендата. Не. Ајде со Биби 2002 екипата. Добро, тоа ти е Биби, Кристи, Педжа, Дивац, Вебер. Од клупа? Од клупа, Боби Джексон, Хидо Туркоглу. Да знаеш дека Джералд Валас е у таа екипа како руки, најверојатно. Не е играл. Интересен вака податок. На центарската Скот Полард, позиција. мора да се каже. Ама Хидо нели старташе у плейоф некои такмици или не старташе? Могуче е, затоа што Педжа има утакмици што не ги игра. Пример со Лейкерс, он мислам дека пропушта една-две утакмици. Е па да, Хидо бил Таа место серија на него. е малце banged up. Добро, ајде We Believe Warriors. We Believe Warriors, исто у срце ме гаѓаш сега. Со Монтеј, со Стивен Джексон, со Мет Барнс, со неверојатниот Андрес Биедринс. Еј, те многу пари зема, бе. Со Берон Дейвис, да. Не Тој можеше многу пари. тој базен не можеше да погоди, дечко. Да, леле, тоа од слободно каков лош шут има, каков агли шут има од слободно. Да. Има клипови. За оваа екипа, драги гледачи, ја не идев у школу, и еве сега снимам подкаст. Не ми се верува, Животот во кој нас Животот, е. меѓето од нас. Учете, што не е толку тешко. У првите 2 пати крени рака, нека ти стаи плюс и после си тераш цела година. Ќе земеш, ќе прочиташ. Да. Добро е, вака, немам да ти И дам доминирам, потешка. што? Ај, од прљаво казалиште, набрај ми 5 numeri да те видам вака. Немој се. А? Ме фати сега. Ајде. Утесно. А ја и да ги знам, ја пример ги знам вака, да го видам го знам сигурно. Марина ја знаеш? Ете, Марина ја знам, ама Кише јесење? не сум сигурен. Све е лако кад си млад? Све е лако кад си млад. Херој улице? Можно е. Ма ког ме бога за тебе питају? Види го сега, он ги реди. А сега, он лупи ги- пета, ма речи чути све за Хрватску? Друже, можам да са Нема, бајле, спремен си, да. узалуд вам труд свирачи, туночкат си се Узалуд вам удавала труд с времена на време. Па овие ги знаеве ја Па ги полесни знаеш деца. сите бе дечко, кога вака ги Да, кажам, ќе ти текнат. Да, И да. знаеш ли да ги запееш? Тачно. А знаеш ли дека концерти имаат на 9 ноември у Зарем. Борис Трајковски? Зарем. Абе ќе те однесам, ќе видиш таму кога ќе се распееме, сите ќе ти текнат. Може малце да се подковам. Плюс и црвена јабука и Галија. И All Star lineup. All Star Lineup, Scream Да, Festival, драги гледачи. Браво. 9 ноември, Борис Трајковски, Scream Festival, има уште карти, така да набавете си и да не ги знаете песните, ќе ви текнат сите. Не, Има да да ги ги видам, ги знам, пеете. ќе идам таму, ќе ги пеам. Има да ги пеете сите у еден глас. Да. Идеме заедно. Ајде. Па добро, после краткиот блок реклами, мислам дека доволно беше ова за прва епизода од втората сезона. Да се загрееме. Да искочиме од слампот, шутинг сламп. Да, месец дена не немаше. Да. Добро е ова. Ќе гледаме да бидеме поредовни. Фамозна реплика на од клуба. Колку се може. Да. Абе, ова ни е јубилејно 40 видео на каналот. Ја ги броев едно време колку подкасти имаме, ама нели имаме Да, турнири, да, нешто да, едно друго. немаме 40 епизоди, ама ова ни е 40 видео и Браво. еве патам да ве потсетам сите да ставите subscribe, бидејќи таму кубуриме со некои 1200 застанавме, заглавивме, а не гледате повеќе.
ставете subscribe, тоа вас ништо не ве кошта, нас многу ќе ни помогне да ни даде елан вака за да снимаме и понатака. Само емисии довербата за да кошарка. ни ја пусне на шутерите им треба само Да, доверба, да, ништо друго. да, Така само ставајте доверба. subscribe. Да. И се гледаме у следно видео. Ајде.